Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Во законски предвидениот рок до Државната изборна комисија пристигнал само еден приговор поднесен во општина Зрновци. Во него е пријавено оневозможување на избирачко право за болно лице, но комисијата го одбила приговорот. Државната изборна комисија донела одлука за одбивање на приговорот што пристигна од општина Зрновци, а се однесувал за заштита на избирачкото право на избирач. Писмениот допис до комисијата е доставен во законски предвидениот рок, а како причина за поднесувањето е наведено прекрашување на членот 149 од Изборниот законник. Во образложението стои дека на болно и изнемоштено лице му е оневозможено да гласа, бидејќи во моментот кога членовите од избирачкиот одбор дошле пред неговиот дом, лицето и неговиот придружник не ги слушнале за да им отворат да влезат. Со тоа, болниот не го остварил своето право да гласа за листата за советници и за градоначалник на општина Зрновци. Одлучувајќи по приговорот, во Државната изборна комисија утврдиле дека избирачкиот одбор постапил во согласност со Изборниот законник и со упатството за примена на членот 111 од истиот законски пропис. Затоа била донесена одлука за одбивање на приговорот. Усвојувањето или одбивањето на овој приговор во Зрновци не може битно да влијае на резултатите од гласањето во првиот, со оглед што во општината ќе има и втор круг гласање за градоначалник. Според веќе официализираните податоци од Државната изборна комисија, гласачите во општината ќе треба да се одлучат меѓу кандидатот на ВМРО ДПМН Блаже Станков, кој освои 791 глас, и кандидатот на СДСМ Ванчо Митев, за кого гласаа 460 граѓани. Инаку, до Државната изборна комисија пристигнале вкупно 81 приговор од повеќе општини во државата, но повеќето се однесуваат за скопските и општините од западниот дел, додека приговорот од Зрновци е единствен од источниот регион. Најголем дел од забелешките се упатени од граѓани за заштита на нивното избирачко право, а 20 се поднесени од коалицијата на ВМРО ДПМН, а тие во текот на денот се уште беа во обработка. Двајца загинати и неколкумина потешко и полесно повредени пешаци е епилогот од сообраќајните несреќи, што за само 3 дена се случија на улиците и патиштата во источниот регион, меѓу кои се и 2 сообраќајки во Кочани. Од полицијата вела дека со тоа продолжува негативниот тренд во сообраќајот, што е регистриран во првата половина на оваа година. Крвавиот и трагичен биланс на улиците во населените места и на патиштата во источниот регион нема тенденции на намалување. Напротив, за последните 10 дена, податоците од полицијата покажуваат дека само во 4 посериозни сообраќајни несреќи има 2 загинати и неколкумина потешко и полесно повредени. 2 од несреќите се случиле во Кочани, од кои едната на улицата Димитар Влахов, при што возач со автомобил удрил во 43 годишен пешак, нанесувајќи му скршеница и контузии по телото. Втората сообраќајка се случила на крстосницата на улиците Тодосија Паунов и Крстеми Сирков, а настрадале мајка и 8-годишно дете. Во нив удрил автомобил кој потешко ја повредил жената, нанесувајќи искршеница, а детето се здобило со полесни повреди. Од секторот за внатрешни работи предупредуваат дека пешаците се најзагрозена категорија во сообраќајот и повикуваат на почитување на сообраќајните правила и прописи, особено на брзината на движење на возилата. Сообраќајните несреќи кои што се случија изминативе 3 дена на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип, во која загина 2 лица како пешаци, го потврдува фактот дека пешаците се најризична и најзагрозена категорија на учесници во сообраќајот на патиштата. Затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено брзината на движење, бидејќи таа е една од најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици. Како дополнителна потврда за загрозеноста на пешаците,
од секторот за внатрешни работи потсетуваат дека пред неколку дена на магистралниот пат Кочани-Штип кај селото Крупиште загина пешак откако во него удрил автобус. Вториот трагичен настан во кој исто така настрада пешак се случил на улица во Свети Николе. Организираното управување со цврстиот отпад во источниот регион, односно изградбата на најавуваната регионална депонија, би требало да се реализира до почетокот на 2020 година. До сега работите се завршени само на хартија, а од наредната година треба да започне затворањето на досегашните општински комунални депонии. Општините од источниот и од североисточниот плански регион можат да се надеваат дека во период од околу 2 години ќе се реализира повеќегодишната најава за изградба на регионална депонија за цврст отпад. Според динамиката за реализација на проектот, тој е во поодмината фаза, односно сите процедури на хартија се завршени, формирано е регионално јавно предпријатие, а преостануваат конкретни активности на терен. Се работи за инвестиција вредна 40 милиони евра, што ќе се реализира со пари од фондовите на Европската Унија, а веќе од наредната година 7 локални депонии во општините од двата региони ќе треба да се затворат. Со тоа ќе започне и првата фаза за имплементација на интегрираниот систем за управување со цврст отпад. Во текот на 2018 година треба да дојде до реализирање на прва фаза на затворање на постојните комунални депонии. 7 комунални депонии во источниот регион ќе бидат затворени, а додека останатите ќе останат оперативни се до изградба на регионалната депонија. Значи не станува збор само за регионална депонија, тоа е еден целосен систем, интегриран систем за управување со отпад, кој вклучува во себе повеќе составни делови. Значи тоа вклучува фабрика за механичко-биолошки третман, пречистителна станица за отпадни води, место каде ќе се компостира зелениот отпад, и дури на крајот доаѓа регионалната депонија каде што ќе се депонира помалку од 10% отпад, односно остатокот од се она после обработка, рециклирање и селектирање. Инаку, како проект, регионалната депонија се најавуваше пред повеќе од 10 години и источниот регион беше најнапред во однос на останатите во државата. Сепак, поради административни процедури, процесот досега се одвиваше многу бавно. Доколку активностите понатаму продолжат да течат според планираната динамика, депонијата би требало да биде изградена до почетокот на 2020 година. Таа ќе овозможи затворање на сегашните несанитарни општински и диви депонии, каква што е и Кочанската градска депонија, лоцирана во близина на селото Бели. Над 1200 жени секоја година се детектираат, а 4 жени дневно заболуваат од рак на дојка, покажуваат статистичките податоци на Сдруженијето за борба против ракот Борка. Предавање за ресоциализација и едукација на оперираните жени, како и активна улога во лекувањето, се одржа и во Кочани. Предавачи беа специјалисти од Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија од Скопје. Сдруженијето за борба против рак на дојка Борка со едукативни предавања за ракот на дојка во склоп на проектот Empower Me. Целта е зајакнување на пациентите преку едукација и нивна активна улога во лекувањето. Вакво предавање се одржи во Кочани во соработка со координаторите од Сдруженијето во Кочани. Во нашиот град во Кочани имаме трибина, имаме едукативно предавање во кампањата Empower Me, што значи зајакнување на пациентите преку едукација за нивното учество во самото лекување. Се присутни овде нашите сограѓанки од Кочани, исто така и од Виница. Сето тоа го правиме со цел за поголема едукација на општо на нашите жени за нивното здравје, за нивната грижа, за едукација, да можат поедноставно да откријат нешто на себе ако имат некоја промена, за да можат побрзо да реагират и полесно да се излекуват. Стручно предавање за болеста и за борбата против рак на дојка одржа доктор специјалист Мери Пешевска од Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија, Афродита Давчевска, психолог во Сдруженијето Борка за секој нов ден, и Жаклина Јовановска, живот после макстектомија од Жена Центар Медикус Плюс.
Болеста со рак на дојка се зголемува, меѓутоа многу е важно што и свесноста кај жените се зголемува, така да и здравите жени одат на скрининг прегледи, превентивни прегледи, си прават само преглед дома, ехотомографија или ултразвук на градите прават, мамографија која е потребна, тоа и здравите жени за се со цел да се открие болеста иако не е палпабилна и во рана фаза, затоа што на тој начин излекувањето е комплетно и 100%. Колку што порано се открие карциномот, значи практично тоа излечива болест. Голем број има на пациентки, меѓутоа многу е важно што се откриваат во порана фаза, така да и дури има и пациентки со овој скрининг прегледи што се прават ин ситу, така да за нив само операцијата е доволна, нема потреба од наша онколошка терапија. Значи тоа е многу важно. И жените што немаат никакви симптоми, никаква палпабилна промена, кога одат на тие скрининг прегледи, значи може да се открие било каква мала промена што со операцијата е доволна и се лекува практично целосно. Овие предавања жените ги посетуваат, тоа доаѓаат и наши пациентки, жените што никогаш немале ваква болест, се зголемува свесноста, жените одат на вакви превентивни прегледи, се дружат, така да може да се открие болеста на време и во рана фаза. Над 1200 жени секоја година се детектираат, а 4 жени дневно заболуваат од рак на дојка, покажуваат статистичките податоци на Сдруженијето Борка. Заложбите на Сдруженијето се да им се овозможи на сите жени и мажи да добијат соодветен и навремен третман и пристап до нова терапија. Со ваквите предавања се подига свеста кај жените за борбата со ракот, како и за навремено делување и превентивна реакција за откривање на ракот во рана фаза. Покрај тоа, со ваквите предавања им се помага и на оперираните жени за ресоциализација после рак на дојка и давање психолошка подршка на оперираните жени. Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употреба на медот и пчелните производи. Приносите на мед годинава катастрофални, а за пчеларите оваа година е најлоша досега во однос на приносите. Преку саеми и манифестации пчеларите ја подигнуваат свеста кај граѓаните за поголема употреба на дарот од Бога. Започнуваат деновите на мед во Кочани. Временските неприлики им го намалија приходот на пчеларите од Кочанско. Пролетните мразеви не беа добредојдени за пчеларството. Приносите годинава катастрофални. И покрај тоа, пчеларите од Кочани и годинава ќе го организираат саемот на мед, што ќе се одржи од 20 до 22 октомври. Целта на саемот е да се популаризира продажбата на медот, консумирањето на медот, не само на медот и на другите пчелни производи. Јас знам дека не толку одамна, кога почнавме со организација на саемите, многу од луѓето и не ги знаеја другите производи пчелни, како што е поленот, како што е прополисот, како што е матичниот млеч. Сега, со тек на време, секоја година веќе имаме и редовни муштерии кои барат полен, барат млеч, барат прополис, веќе се свесни луѓето за добродетите што ги дават другите пчелни производи, не само медот. Тоа беше и целта, да се популаризира сите пчелни производи, да луѓето го користат медот како храна, не само како лек, за да не мора да го користат како лек, да го користат како храна. И мислам дека имаме успех, секоја година е масовен, добро посетен, имаме и културно-забавни дел, каде што настапуваат игрорците, обично, не знам дали ќе успееме, имаме конкурс за поезија од страна на учениците на основните училишта. Оваа година е најлоша по приносите на мед од сите досегашни години, додава Колев. Ова година е, откако памнам, јас сум со многу искуство, едно 17 години, па не е ни малце, значи најлоша пчеларска година. Најлоша во поглед дека имавме многу ладна зима, во која имавме големи загуби. Значи нешто имавме загуби на цели семејства, туку и тие што преживеа семејства не беа со таква силина. После тоа дојде еден сушен април, каде што вегетацијата беше многу слаба, значи немаше, ливадите беа празни, немаше доволно детелина и така да се собраа, значи неколку фактори. Прво имавме слаби пчели, второ не беше кој знае колку издашна паша и оваа година мислам дека е една од најлошите, ако не и најлоша по приносот на мед не само во Источна Македонија, и ние комуницираме и со пчеларите од Западна Македонија, од југот. Ретки се тие места каде имат некои така минимални приноси. Имат многу места каде што нема никаков принос на мед. Пчеларите и за до година не можат да кажат дали ќе имаат добри приноси или не, бидејќи се зависи од временските услови.
Задача на пчеларите е, додава Колев, да се затоплат пчелните семејства, да се направат посилни и да се намали ризикот од угинување на пчелните семејства. Колев рече дека предуслов да има добри приноси е да има блага зима и врнежлива пролет. И ако се исполни тоа, дури тогаш може да се зборува за евентуални приноси на мед. Инаку излагачи на мед и пчелни производи и годинава на саемот кима од Кочани, Виница, Берово, Пробиштип, Штип, Прилеп, Битола, Куманово, Кавадарци, Тетово, Гостивар и Скопје. На годинешниот саем на мед ки има и пчелари кои што произведуваат органски мед, односно практикуваат органско пчеларење, но ки има и такви што ќе продаваат пчеларска опрема. И покрај недостигот на мед, цената и понатаму останува 300 или 350 денари за килограм. Теракотни икони од Виница ќе учествуваат на изложбата под наслов Империи на верата, уметноста и појавата на светските религии, што ќе биде отворена во музеот Ашмолијан на Универзитетот во Оксфорд. Истата ќе биде отворена на 19 октомври и ќе трае до 18 февруари идната година. 9 теракотни релефни икони од Виница ќе учествуваат на светската изложба Империи на верата, уметноста и појавата на светските религии, која на 19 октомври ќе биде отворена во музеот Ашмолијан на Универзитетот во Оксфорд. Станува збор за уникатен споменичен вид и дел од една од најрепрезентативните збирки на Археолошкиот музеј на Македонија. Збирката била многу пати представувана во многу музеи во светот. Теракотните икони се откриени во раните 1980 години при археолошките ископувања на локалитетот Калека и Виница. Релиефните плочи биле предмет на проучувања и представување од наши истражувачи, кои до денес успеаја да ги идентификуваат во нивниот полн диапазон и од сите верски, историски и културни аспекти, со оглед на специфичната формулација на нивниот иконографски и верски концепт. Учеството на оваа светска изложба, според незиниот споменичен, уметнички, верски и интелектуален потенцијал, е значаен придонес за афирмацијата на македонското културно наследство, а особено фактот дека тие ќе бидат представени во најстариот универзитетски музеј на светот, Ашмолијан во Оксфорд. Изложбата под наслов Империи на верата, уметноста и појавата на светските религии во Оксфордскиот музеј ќе биде отворена за посетители од 19 октомври до 18 февруари 2018 година. Духовна трибина на тема толкување на символот на верата ќе се одржи на 20 октомври петок во библиотеката Искра со почеток во 17 часот и 30 минути. Граѓанската организација Воскресение ги поканува сите граѓани и верници да присуствуваат на трибината. Предавач ќе биде ѓакон Димитар Арсовски, а трибините се со благослов на владиката Иларион. Продолжуваме со тема култура. Литературни читања и поетски средби по повод месецот на книгата организира литературниот клуб Копнеш, што функционира во склоп на Кочанската библиотека Искра. Истите ќе бидат реализирани со најмладите во детската градинка, како и со учениците од основните училишта. По повод месецот на книгата 2017, што се одбележува од 15 октомври до 15 ноември, литературниот клуб Копнеш, кој работи во состав на Општинската јавна установа библиотека Искра, ќе реализира повеќе литературни средби, на кои ќе бидат представени кочанските автори и нивното творештво. Покрај овие литературни средби имаат и за цел популаризација на книгата, како и книгата да биде достапна до идните читатели од различни возрасти. Поетски средби во наредните денови ќе се реализираат со најмладите од детските градинки во Кочани. Потоа со членовите на литературните секции при основните училишта од градот се планира поетски читања и средба со љубителите на пишаниот збор да бидат реализирани и во двете средношколски установи во градот, гимназијата и Средното општинско училиште Гошови Кентиев. По повод месецот на книгата, во текот на вчерашниот ден во библиотеката Искра се одржа 18-тиот општински надпревар на млади библиотекари, а Кочанската библиотека во рамките на месецот на книгата ќе го реализира и традиционалниот саем на книгата, кој 10 дена ќе биде отворен во просториите на библиотеката. Излагачи се очекува да бидат издавачки куќи од Македонија, кои книгите ќе ги нудат по саемски цени.
Следува информацијата од спортот. Викендов започнува првенството во втората футсал лига на Македонија, во која од Кочани ќе учествуваат две екипи. Унипап ќе биде домаќин на клубот за мал фудбал Биџо од Куманово, а Торпедо ќе го пречека тимот на Илирет, исто така од Куманово. Според календарот за надпреварување на Фудбалската федерација, од овој викенд започнуваат првенствата во првата и втората футсал лига на Македонија. Во второлигашка конкуренција, сезонава од Кочани ќе се надпреваруваат два клуба, досегашниот учесник во лигата Унипап и новоформираниот Торпедо. Во првото коло и двете екипи ќе играат на домашен терен, а ждрепката сакаше за противници да имаат и две кумановски екипи. Унипап ќе го пречека тимот на Биџо, а Торпедо ќе биде домаќин на клубот за мал фудбал Илирет. Со оглед што постарата футсал екипа од Кочани веќе има искуство во лигата, го знае и својот противник, па се очекува ефикасна игра и освојување на првите бодови. Клубот за мал фудбал Торпедо пак, кој е формиран од предизвесен период, годинава за прв пат ќе ги испитува своите сили во второлигашкото друштво. Според тренерот Крсте Крстев, во екипата настапуваат млади фудбалери од Кочани и околните населени места, а амбициите се во следните 2-3 првенства да го одржуваат статусот во втората футсал лига, па дури потоа да се обидат да направат пробив за пласман во повисок ранг. Инаку, на стартот на првенството тие добиваат релативно посилен противник, со оглед што Илирет од Куманово минатата сезона беше прволигаш. Двата надпревари ќе се играат во салата на основното училиште Никола Карев, закажани се за сабота со почеток од 17:30, односно од 19 часот и 30 минути. Почнувани со информацијата за спортот и за времето, го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатна вечер. Довидување.